Отворете ги прозорците, работи на овозможување пристап до информатичка технологија на лицата со посебни потреби. Тоа веќе неколку пати го нагласивме во текот на нашиот разговор. И еве и вие претходно спомнавте дека на некој начин имате соработка со слични, со сродни граѓански организации во земјите од регионот, можеби и пошироко. Нешто кажавте за тоа како стојат работите на овој план во земјава, но може ли малку по-конкретно да направиме една споредба каде е Македонија во оваа приказна? Познато е дека што се однесува до законската регулатива, тука работите повеќе или помалку функционираат. Имаме закони кои што тоа го регулираат соодветно на современите барања и на она што Европската комисија го поставува како барање пред македонската влада. Вие рековте дека Македонија е меѓу првите земји подписнички на конвенцијата, но за жал нели таа конвенција уште не е ратификувана. Па еве што е причината според вас зошто таа не се ратификува? Дали можеби токму оние високи стандарди што таа ги предвидува, кои што можеби во моментов нашава земја не е сосема спремна да ги реализира? Да, во право сте. Тоа е објаснувањето на нашите институции, владата и собранието е дека всушност спроведувањето на конвенцијата наметнува стандарди кои повлекуваат, се разбира, средства. Да ги реализирате ви се потребни средства кои оценката на овие институции е дека земјава во моментов не може да ги обезбеди. За нас организациите од ова поле тоа не е доволно образложение, така. Тоа е прашање на приоритизација, веројатно, кои се приоритетите и ние сметаме дека всушност овие прашања поврзани со правата на лицата со хендикепот како феномен воопшто би требало да бидат повисоко на агендата на нашите институции и дека има простор да се направи и тоа подобрување, значи да се ратификува конвенцијата и да се преточи во соодветни законски акти потоа, бидејќи во одредени делови и ова наспроти подобрувањата на законската регулатива што ја имаме во изменатите години, сепак во моментот кога би се ратификувала конвенцијата ќе бидат потребни дополнителни измени. Во однос пак на една споредба со земјите од регионот, конкретно на полето на кое што мојата организација работи, тоа е асистивната технологија, ситуацијата е горе-долу слична. Ние сме единствена организација и во поширокиот регион. Например, во регионот на Западниот Балкан нема организација која што е стриктно фокусирана на промовирање на асистивната технологија. И овие прашања се, велам, горе-долу слични во секој од земјите. За илустрација, пред 2 месеца две мои колешки беа на работилница во Белград, каде што беа во својство на предавачи, ги пренесоа искуствата на мојата организација и од Македонија воопшто. Меѓутоа исто така искористија приликата и да добијат информации за тоа каква е состојбата, кои се моменталните активности во Србија на ова поле и заклучокот беше дека сме горе-долу на едно слично ниво. Значи, посебно во овој дел на асистивна технологија станува збор за нови концепти, нови прашања за кои што е потребно и натаму да работиме за да ги промовираме и објасниме на јавност. Во продолжение на разговоров, господине Лазовски, би сакала да ве прашам малку по-конкретно околу истражувањето што го направивте во рамките на вашата организација во текот на минатата година. Станува збор, значи, за едно истражување за потребите од асистивна технологија во редовните основни училишта во Македонија. Од она што го разговаравме пред да влеземе во студиово и да го снимиме овој разговор, очигледно е дека дојдовте до многу интересни сознанија и интересни податоци, па еве малку со јавноста да ги споделиме и нив. Ова истражување го спроведовме во рамките на еден 2-годишен проект кој се нарекува Еднаков пристап за еднакви можности и кој што го спроведуваме во соработка со Американската агенција за развој USAID. Во рамките на проектот ќе
опремиме 20 училишта со вакви асистивни уреди и софтвер и ќе ги обучиме наставниците кои работат со учениците со хендикеп како најсоодветно да ги применуваат во работата со нивните ученици со хендикеп. Идејата беше да се поддржат 20 училишта, меѓутоа ние не можевме да најдеме податоци готови, да речем, кои би биле училиштата кои имаат најголема потреба од вакви уреди. Дури не можевме да најдеме податоци кои училишта во земјава имаат најголем број на ученици со хендикеп. И затоа се решивме да направиме едно широко национално истражување кој ги опфати сите редовни централни основни училишта во земјата, ги има на број нешто над 330 и преку анкета добивме одговори од преку 70% од нив. Она што беше интересно и што е секако за поздравување е дека во повеќе од 80% од нашите редовни основни училишта има барем по едно дете со хендикеп. Оваа ситуација представува една значајна позитивна промена според моје мислење во однос на состојбата од пред 10 години, например, кога во насока на инклузија, во насока на инклузија, деца, секако, да. Бидејќи пред 10 години нашите образовни власти и УНИЦЕФ спроведуваа посебен проект во избрани училишта кои беа некаде околу 80 на број да ги мотивираат да вклучуваат ученици со хендикеп помеѓу своите ученици. Значи денеска состојбата е сепак значи сепак има промени на ниво на свеста и на ниво на практиката, така. Така. Утврдивме дека во преку 80% од училиштата има деца со хендикеп. Според анкетното истражување, просекот е некаде под 2%. Значи под 2% од вкупниот број ученици во училиштата се ученици со хендикеп. И тоа е едно подобрување во однос на она што беше состојба пред 10 години, иако не постојат соопфатни податоци, тоа реков. Меѓутоа, од оние со кои што располагаме, нели, ограничен број на податоци, е едно подобрување. Меѓутоа, за споредба морам да напоменам дека проценките и во светски рамки и кај нас се дека 10% од населението има некаков тип на хендикеп. Сега, ако кај нас во редовното образование се нешто по 2%, секако знам дека има деца кои ги посетуваат посебните училишта. Така. Меѓутоа, вклучувајќи ги и нив, сепак оваа состојба укажува дека дел од децата со хендикеп веројатно не се вклучени во нашиот образовен систем. Тоа би бил еден од наводите. За оние што се веќе вклучени, утврдивме дека училиштата се соочуваат со проблеми при работата со нив. Или пак, подобро речено, училиштата имаат проблем со пристапноста. И тоа се однесува и на физичката пристапност. За илустрација, 20% од училиштата имаат пристапна рампа на влезот, која не секогаш е навистина пристапна. Навистина пристапна и направена според стандардите. Но кога станува збор за физичката пристапност, говориме на внатрешните простории, тука веќе состојбата е многу блиску до нула. Напросто нема училиште кој има пристап, значи кој би имало лифт или начин на кој што учениците можат да одат од спрат на спрат, кој има пристапен тоалет или прилагодена училница. Иако наставниците имаат обврска да изготвуваат индивидуални образовни планови за секој ученик, тука вклучувајќи ги се разбира и учениците со хендикеп, и дел од нив тоа и го прават, меѓутоа не утврдивме дека не располагаат со доволно знаење и вештини и самите не се чувствуваат доволно комотни да го направат тоа соодветно. Од тука, без оглед на овие позитивни придвижувања во насока на подобрување на инклузивноста на образовниот систем кај нас, што секако за поздрав, мислам дека останува уште многу работа пред сите нас, и пред образовните власти и пред здруженијата на граѓани како што е Отворете ги прозорците. Отворете ги прозорците има една активност која помалку необично и според мене интересно сте ја нарекле бидете кум на нашето здружение, насочена кон прибирање средства од локалната бизнис заедница. Колку функционира оваа работа, колку бизнис секторот во земјава пројавува интерес да донира средства за оваа намена и за што тие средства се наменети? Кога имате сервисен центар како што имаме ние во нашата организација, значи служба која нуди директно услуги на
на одредена категорија луѓе, нели во случајов лица со хендикеп, а услугите се бесплатни за корисниците. Финансирањето е секогаш проблем. И ние на различни начини се обидуваме да обезбедиме средства. Главниот извор ни се разбира донатори, странски донации главно. Не добиваме поддршка од државата и затоа пред неколку години решиме да се свртиме и спрема бизнис секторот и спрема граѓаните. Се обидовме да направиме некоја инвентивна акција и така произлеза оваа наша иницијатива Бидете кум на нашето здружение. Можам да ви кажам дека всушност барем кај одредени фирми има расположение да се донираат средства за различни проекти на граѓанските организации, во принцип за различни општо прифатени или општо корисни цели. И ние сме добиле поддршка во изминатиот период од 20 на фирми. Тоа биле скромни, поединечно гледано, скромни донации, не во големи износи, меѓутоа за нас многу значајни, бидејќи добиените средства ги користиме токму за функционирање на центарот. Знаете, кога имате некаков проект кој опфаќа широки активности, еве како на пример ова што го работиме сега во образованието, вклучува многу лица, на одреден начин полесно да најдете донатор. Меѓутоа, кога имате служба која има свои високи фиксни трошоци, да речем, а е постојано едно исто, нели? Да. Не вклучува некаква голема промена во однос на едноставно сакам да речем бара долгорочно финансирање, тогаш веќе е ситуацијата покомплицирана и поддршката од бизнис секторот е многу битна за нас за да овозможиме нашиот центар да продолжи да функционира, да нуди бесплатни услуги на корисниците. И за крај уште би ве прашала, има ли уште нешто што не кажавме, а на што сте фокусирани во моментов? И во иднина се разбира, поблиска и подалечна. Би повторил уште еднаш, во моментот нашиот фокус е на образованието. Образованието го гледаме како основа за долгорочна инклузија на лицата со хендикеп, со финансиска поддршка и техничка поддршка во спроведувањето од USAID го спроведуваме овој проект кој го споменав, еднаков пристап за еднакви можности, во рамките на кој 20 училишта од целата земја ќе добијат опрема, значи асистивни уреди, софтвер, а наставниците ќе бидат обучени за работа со децата со хендикеп и примена на добиената опрема. Се надеваме дека искуствата кои ќе ги следиме и ќе ги документираме, ќе бидат позитивни и заедно во соработка со Министерството за образование, со Бирото за развој, ќе отвориме една јавна расправа за дополнување, едноидно дополнување на владиниот проект Компјутер за секое дете, за да може веќе во склоп на тој проект да се набават вакви уреди кои на децата со хендикеп значително ќе им го олеснат пристапот во образованието. Значи ние се надеваме дека искуството ќе овозможи да формулираме еден документ со препораки, заклучоци и препораки кои во иднина ќе можат да се применат од страна на државата и на вистина да имаме компјутер за секое дете во нашите училишта. Исто така се обидуваме да ги подобриме можностите за вработување на нашите корисници и во таа насока сме насочени, размислуваме на кој начин би можеле да оствариме соработка со бизнис секторот која би била надвор од ова класични донации кои ни ги дава. Едноставно нашите корисници кои стекнуваат знаења, кои учат како да користат компјутер, да има каде да го применат, да речем, и за тоа да бидат и соодветно наградени. Од прилика тоа е тоа. И секако имаме намера да продолжиме со давање директни услуги на корисниците и во иднина. Јас ви пожелувам и натаму успех во хуманата работа за која што сте се определиле да ја работите и се надевам дека ќе имаме прилика и по некој убав повод повторно да направиме разговор во студиото на Македонското радио Скопје. Почитувани слушатели, во изминативе минути мој соговорник во програмава и гостин во студиото беше господин Владимир Лазовски, извршен директор на Сдруженијето на граѓани Отворете ги прозорците. Уште еднаш благодарам. Благодарам.